Добре дојде во студио за Джевдет Харедини, поранешен министер за финансии. Господин Харедини, одиме со вчерашната, последната вест која доаѓа од оваа влада, односно министерот за здравство Никола Тодоров. Што најави тој? Слободни здравствени зони, односно градење на болници, здравствени установи, во кои ќе се забрани лекување за македонци, односно за македонски државјани, се разбира, и косовари, државјани од Косово. Зошто вели тој? За да не останат другите приватни болници без пациенти, сите да се лечат баш токму во овие слободни здравствени зони кои ќе ги градат странци, тоа е идејата, и за да се привлечат странските инвеститори кои ќе бидат нивните ослободувања. Ослободувања од многу давачки во период од 10, односно 15 години, данок на добивка, персонален данок за плати, данок на додадена вредност, царински давачки, ќе се плаќа обука на вработените во висина од 60%, ќе се изградуваат објектите со помош од 500.000 евра и ќе бидат ослободени од комуналии. Па јас мислам дека во последно време најавените мерки во областа на економијата се диктирани од фактот што крајно неуспешно заврши еден многу долг период на привлекување на здрави директни странски инвестиции во Македонија. Бидејќи влегуваме во 9-та година од како ова е влада на власт, крајните резултати се гледат во следното. Иако помпезно најавено дека економијата ќе биде приоритет на оваа влада, а се друго после од резултатите во економијата ќе исчезнат и политичките и безбедносните проблеми во Македонија. Очигледно се свесни дека веќе таа приказка не може да оди. Македонија, за оглед на сите тие најавени мерки, сега е факт дека е последна со странски директни инвестиции на Балканот. Зошто е тоа така? Затоа што сите состојбите во Македонија така ескалира да Македонија стана крајно ризично подрачје за инвеститорите. Во кој смисол? Безбедносен? Во смисол безбедносно политички. И безбедност? И безбедносен и политички. И крајно нејасниот на тамошни чекори и судбина на Македонија со оглед на крупните нерешени политички проблеми. И не само со името, него и со други меѓуетнички односи во постојано сме свидетели на тензии, на ескалирање на состојбите, да. Сега, кога веќе не можат да ги одбранат овие неуспеси со ништо, тие за да пресвадат во јавноста, најавуваат крајно неболозни мерки само да го свратат вниманието на јавноста со самиот факт ова што вие го спомнувате околу изјавите и најавите на министерот за здравство, самиот факт дека вика ова ќе почне од 2017. Каде е логиката од денеска да најавува што ќе правиме? Зошто не кажа што правиме сега? Гледа долгорочно. Па гледа долгорочно, меѓутоа визионерски. Па имаме неакутни проблеми сега. Начинот на тој како ги објави овие погодности за потенцијалните инвеститори во таа зона за здравствени инвестиции, он нигде не ги реди све што ќе добијат погодности странскиот инвеститор и што Македонија ќе дава директни пари за нив. Нигде во тие, он во изјавата не кажа што ќе добие Македонија од тоа. Што ќе добие, ќе губи, кажува што ќе губи, а не кажува што ќе добие Македонија. Нити мене, не знам дали тебе ти е јасно, од сите тие наброени погодности и Македонија што добива. Друго што е крајно во една територија на една држава, правна држава,
Не можеш да фаворизираш ти субјектите учесници на пазарот едни од го. Таа иста филозофија не даде резултати и со директните инвестиции овие во слободните економски зони. Ќе дојде време, треба да знаат ова влада и Груевски, дека ќе се прават анализи зошто ние немаме никакви ефекти од тие инвестиции, освен релативно мал број вработени со крајно ниски плати. Друго, ништо. Зошто ќе одговарат зошто Македонија има дупло помало инвестиции од Косово? И ако има 5 министри без ресор задолжени за инвестиции, кога станува збор за инвестирање во областа на здравството во нареден период, пред неколку години, пред 2 години, пред 1 година, Груевски лично најави од посетите во Америка во 12-та година од ноември. Склучување договори за инвестирање во областа на здравството. Отиде во посета на Сао Паоло. Таму лично се јави на телефон дека склучил некој договор за инвестирање во областа на здравството. Се мислам. Сега помина година, никој во Македонија не знае, нити министерот барем за здравство како одговорен за тој ресор, кои се тие договори, каде се, од која природа се тие инвестиции во областа на здравството, без да одговори на тие најавени од премиерот, он најавува што ќе биде после 2017. Па дај да видиме овие што се склучени веќе. Договорот ги подпишал, иако тој не се подпишува договор премиер кога оди таму на лице место. Само така, он сам лично ги најави. Каде се тие договори? Значи, не остваруваат тоа, не дават отчет што е со тоа, најавуваат друго. Најавуваат друго, исто така нејасно. 17-та. Добро. Околу уставните измени се говориме, значи, за актуелните теми кои деновиве се случија и уставните измени прилично предизвикаа бура. Особено ето и околу економијата, освен другите теми. Што е спорно за експерти, некои од експертите, морам да кажам некои од експертите, како велат дека од Македонија се создава така наречен даночен рај. Павле Трајанов дури вели, овие зони може да станат рај за перење валкани пари од трговија со дрога, тероризам, затоа што во државата во тие зони нема никакви инструменти да ги исконтролира всушност самиот тек на парите. Што значат овие офшор центри? Крајно е симптоматично што бидејќи начинот на владење е таков што предлагачите, представниците на власта не се јавно соочуваат со никој кој тоа критички мерките ги наблюдуваат. Крајно е симптоматично што иако досега со години во јавноста со право е создаден на впечаток да таков вид офшор зони и така натаму се нападнати кај постоја. Секогаш се земат како пример за локации каде што нешто воопшто не е ни морално, ни чисто. Значи, таму да циркулира пари од подземјето, не од легалните пари. Ние го знаеме дека таму во Кипар ги држал парите Милошевиќ, парите што ги грабна од Народна банка на Југославија. Значи, тие зони дават можност за такви трансакции. Но се лоцирани во случај на Зо Милошевиќ. Може многу лесно да се... Друга. Така ги спомнуваме и овие острвските земји на Пацифик, на Атлантик, каде се таму што Белизе, Мелизе и така натаму. Исто така се спомнуваат за циркулација на одделни нелегално стекнати пари и за се тие на крај добиват да се перат фирми. Замислете дека ова појава, сите граѓани на Македонија со години нив ги доживуваат како нешто негативно, како нешто неморално, ние во сегашно време излагаме со измена на устав, ние тоа сега да го правиме. Не го гледаме во соседните земји. Значи имаме, според мене,
едно ненормално и неморално однесување во континуитет. Наместо да се докаже, да се бават со тоа колку досегашните мерки давале резултати во Македонија, што тие ги заборават тоа, сакат јавноста да ја пренасочат вниманието на јавноста во друг правец. Друг и тоа крајно сега уставот, како тоа ќе се оперсонализира, исто така не е баш јасно. Значи, не може никој да очекува дека откако овој устав овие амандмани ќе поминат, утре затоа ќе се поправи нешто. Напротив, може луѓето да се плашат дека ќе биде нешто полошо, дека ќе си имаме ред проблеми. Друго е прашање сега што ќе се доаѓа, се надеваме, времето да се преговара со Европска Унија за влеска да овие работи, повторно ќе се преиспитуваат дали се во ред со стандардите на како членките на Европската Унија. Ние тако, кај членките на Европска Унија вакви работи немаме. Последно време и Кипар не види многу аер. Кипар дојде од тешка финансиска ситуација. Но не прогресираме кон Европската Унија, така да не може да постојат такви стравувања. Околу уставните измени, вам исто така е важен вашиот коментар, ограничување на јавен долг до 60% од БДП и буџетскиот дефицит од 3% од БДП. Што значат? Прво во начело да кажем. Ова како испадна ненадејно, без да биде најавено од ниедна партија на власт, претходно, ни пред изборите, ни за време изборите, ни дека престојат, дека се приоритет таков вид амандмани на Устав. Зошто се тие важни за оваа власт? Што се сака да се постигне со овие? Уставот на Македонија сега е во политичка криза, каде што треба интервенции во Уставот, во областа на допрецизирање некои работи од меѓуетничките односи. Охридскиот договор гледаме дека станува, се раѓат и некои проблеми, недоразбирање во толкувањето и така. Наместо тие да се прецизират и да ги немаме овие појави што ги имаме, и што секоја вечер на светските телевизии не гледат, тој доаѓа со дека нешто работат, зашто не е во програмата, не беше нигде од ДУИ и од ВМРО, дека ќе сега после изборите ќе не најавија дека ќе правиме измени на Уставот. Дека нешто работиме од тој смисла. Нити овие предложени амандмани негде досега во извештаите на Европската комисија биле барани. Наместо да одат кај што треба, тие сакат јавноста да ја малтретират со теми за бракот, за ова, за она, као да досега во Македонија чека на ред исто полни да случат брак, па да ги спречиме. Тоа. Со друго и ова да се вратиме ние да ги објасните јавниот долг. Јавниот долг. Што значи ограничување на јавен долг до 60%? Прво однесување рационално со јавниот долг и со дефицитот, буџетскиот дефицит не е потребно ако има влада која има политичка волја да се однесува како што економската наука налага, не е потребно ни да биде тоа во Уставот. Кој брани да не се задолжуваме прекумерно. Дали пишува во Уставот или не, тоа не е битно. Зошто е тогаш важно за владата на Груевски ова го направи? Па видите, тие тврдат и не го кажуваат овај точниот процент на задолженост во однос на бруто домашниот производ, меѓутоа викаат дека е 30-40, испод 40%. Така се фалат, иако не дават точни податоци. Значи, далеку сме од 60%, според нив. Па ако нема никаква опасност дека се приближуваме до 60%, што е толку акутно да ние тоа го ограничиме? Но овие уставни измени се од 2017. Тоа што ја задолжуваат земјата толку многу, тие, кога ќе дојде време да се платат, една друга наредна влада, ако не бидат тие, да не може да дојде во тешка ситуација заради уставната врска, да не можеш над 60.
Инако, ако земјата е способна да враќа долгови, може да биде и 100% и никому ништо. Битно е платежната моќ солвентноста на државата. Ја можам да ви кажам дека Јапонија е 212%. Меѓутоа, кај да бара на меѓународниот пазар пари, зема. Затоа што никој не се сомнева дека Јапонија кога не има моќ, тие пари што ги земат, таа ги вложува таму кај што те се генерират добивка и ги враќат парите. Овде во Македонија каде одат парите што ние се задолжуваме? Одат за намени кои утре не може нема стопанството да биде способно да ги врати. Владата вели дека одат, например, во Скопје 2014, со тоа се развива градежништвото. Не, градежништво... Даваат плати за луѓето, се зголемува вработеноста. Тоа се аргументите на владата. Не се... Тие аргумент, кога се работи за инвестиции од типот на Скопје 2014, тие тоа не го спомнуваат многу. Прво да ви кажам, дали јавноста да информираме. Нигде, никогаш во ниедно експозе, ни во програмата на ВМРО, нигде не стои експлицитно инвестирање во Скопје 2014. Дури памтам изјава на Министерката за култура, кога еднаш новинарите ја прави, рече, уопште мене не ми е познато таков проект. Зашто? Но кажуваат дека ќе земат кредити. Тие инвестиции како што е Скопје 2014 можат да дават, да поттикнат раст само дотичната година кога се трошат. Тога потрошувачката. Заборавате на туризмот. Следната година ќе ви кажам за туризмот. Меѓутоа, наредните години таков вид инвестиции се товар за општествениот бруто продукт веќе. Тие не дават добивка, театрите, музеите, воштани фигури, тие ќе треба трошници за одржување. Значи, тие не дават видни. Друго е инвестиции кои ќе одат, кои ќе го директно за година, две, додека трае изградбата, после тоа ќе дават општественото во стопанството, во чистото, во инфраструктурата. Јас сега ќе ви цитирам од инфраструктурата, објектите. Ја ве молам, ова е многу битно да се каже колку невистини имаме во... Значи, Груевски вика дека кога дава некогаш отчет, не само што сме ги реализирале тоа што сме го ветиле, туку и повеќе сме правеле. Еве Груевски што ветил и што правил. Кратко, молам. Во програма природба во 100 чекори. До крајот на 2008 ќе се изгради автопатот Демир Капија Смоквица. Ќе се изгради. Добро. Тоа е кажано 2006. Добро, уште се гради. 2014 сме. Ова не е толку страшно. До 2010 гасификација, изголемување на капацитетот на ТЕЦ Неготино. Тотална лага, нити почнало, нити се правило. Он сега не излага со некој човек, не мора со мене, со некој друг. Ова што е, зошто не е остварено? До крајот на 2007 во таа програма преродба во 100 чекори, да се градат ХЦ Бошков мост, од крајот да почне 2007, не да се завршат. Да се градат ХЦ Бошков мост, Чебрени, Галиште. 14 сме денеска не почнале. Добро. Те мога. Во експозета на Груевски, уште ова, многу ми е битно да се каже за јавноста на Македонија. Во експозето на 26 јули 2008 година, пред парламент, премиерот вика модернизација и изградба на коридорите 8 и 10, како и на железничката мрежа на истите коридори со поврзување со Албанија и Бугарија. 2014 ништо од тоа нема. Значи, понатаму, во експозето 27 јули 2011 ќе следат, вика тој, интензивни вложувања во нови енергетски објекти ХЦ Света Петка,
Чебрен, Галиште, Бошков мост, Луково поле. Ги прочитав. Не, сега 2011-та. Претходно 2008 беше. Тоа беше 2000 и во програмата за партиската. Да, добро. Значи Бошков мост, Луково поле и Корабски води. И во проектот Вардарска долина интензивно ќе се... Добро, не недостасуваат во нови рудници за јаглен, ниеден. Во гасоводниот систем и делови од внатрешната и меѓународни далноводи. Добро. Ама ништо од ова. Да. Добро, има планови и ветувања. Нешто е остварено, што нигде не е најавено и ветено. А тоа е? Проектот 2014. Скопје 2014. Да. Има ли одговор премиерот и министерот за финансии за овие ноторни лаги на граѓаните на Македонија? Имаат, господин Джевдет Хајредини, пред минатата недела или пред 2 недели ве прашав за коментар со оглед на тоа што беше најавено од Народна банка на Македонија дека има економски раст и вие имавте кратка анализа заедно со Никола Поповски, вашиот екс-колега. Рековте дека економијата не закрепнува, туку загрижува. И вашите аргументи беа дека сиромаштијата се поголема и поголема. Имате веќе тука гледаме некои бројки околу сиромаштијата како расте, невработеноста. Велите дека исто така расте. Ветените стапки на раст не се остварени ни полан, настоја нема време да ви ги цитирам. Ветените стапки на раст. Владата вели дека се смалува и сиромаштијата се смалува и невработеноста. Ама таа вели представникот на владата и новинарите го снимаат и дава. Тој не дава можност да му речат дека не е вистина, господин. Воопшто. Тој одика и децата во струга и вика јаде. Па ве молам, тој вика дека ние сме оствариле макроекономска стабилност. И за тоа сме создали услови за да дојдат и странските инвестиции, да имаме политичка. Сакам да ги подсетам господата. Од кога датира макроекономската стабилност во Македонија? Јас сега ќе ви информирам. Ќе потенцирам, не оти не знае. Првата партиска влада на Македонија 1992, 3 и 4. Еве што сме наследиле од претходниот период. Индексот на цени на мало во Македонија. Тоа се мери инфлацијата. 91 205 индекс на раст. 92 1336. 1993 395 и од тога е веќе, ова е суперинфлација. Од тога до денеска ние немаме инфлација. Чија е заслугата за макроекономската стабилност на Македонија? Зошто ја спомнуваат? Тешко било од 1336 да се симне, откако се симне и се стабилизира да се одржи. Немат, значи, елементарна морал и култура да кажат дека ова стабилност датира од тоа време ја имаме и ден денеска. Но ја одржуваат. Со исклучок, ја одржуваат, ама не кажа, тие викат да тоа нивна заслуга. Исклучок е 1997, кога се изврши минимална девалвација на денарот за од 30 на 27 марки. Добро. Сега да објасните, на крај сме веќе, да објасните, ако говорите, ќе трае ова со години, дека сте загрижени, дека се повеќе тоне и државата, самата држава во долгови, дали е јавен долг или пак е долг кон македонските банки или кон фирмите, што е случај или со Скопје 2014, кога говориме за долговите, дека се зголемува сиромаштијата, невработеноста, дека сме пред банкрот. Ништо од тоа не можеме да видиме, ниту пак дека граѓаните реагираат, односно дека и тие се загрижени, дека навистина ја го чувствуваат
нискиот животен стандард, сиромаштијата, невработеноста дека ги погодува. До кога вака може тогаш да функционира оваа земја со ваков тип на политика? Со отворање на границите, Македонија и сите други земји имат некој вентил за неутрализирање на драматичните состојби, да дојдат до тоа. Значи имаме отворени граници, последниве години, Западна Македонија одамна, последните години катастрофално и тие мал број луѓе од Источна Македонија сиромашни, екзистенцијата ја барат во Италија. Тие не се голем број, Македонија е мала земја, за нив. Значи наоѓаат екзистенција и оттаму овие стотини илјади луѓе што ја напуштат Македонија времено или за секога, што еден. Светска банка имаше околу 300.000. Околу 300.000. Тие го слушатели некогаш и премиерот да го коментира тој факт. Тој вика се вработени ова година, вика министрот за финансии, ова година ќе се вработат 5.000 тоа луѓе. Граѓаните не можат од тоа да извлечат што значи тоа, ја ќе го прашам него. 5.000 луѓе ќе се вработат нови во Македонија, затоа што ќе има природна флуктуација на постојните вработени. Едни ќе одат пензија, едни ќе умрат, треба за нив работа. Но и може би за оние кои треба да се плаќаат здравствено друго, нас ние не треба да ги третираме и многу среќни луѓето. Сите би оделе во странство кога би можеле и тие што се вработени, што имат испод 300 марки приходи месечно. И тие се не вработени. 300 евра. 300 евра. И тие, сите би оделе. И одат. Ние живееме, Македонија не е голема, млади луѓе сака да се жени стан, има некоја работа од 200 или во државна администрација, си оди да купи кола, да купи стан, одат. Значи тој вентил постои. Но тоа не е заслуга на Ставриски и на Груевски. Тоа е што имаме среќа да сме на граница со земји кои во подем. Тие се грижат дека влага Грција во криза, затоа што во дневник, загрижен е дневник многу, и успехот како успех на Македонија го третира растот на невработеноста во Грција се приближил за 0,6% проена со Македонија. Значи, тој неуспех на Грција го пласира како успех на Македонија. Како е можно писмен човек да се грижи кога, независно што расте бројот на невработените во Грција. Грција има општество брутен продукт годишен поголем од сите држави од бивша Југославија. 4 или 5 пати поголем од Македонија. Не 4-5 пати. Поголем од збирот, од Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, Босна и Косово. Само. Има 700.000 вработени албанци од Албанија. Тоа ваму има невработени, тоа се проблеми на земја високо развиена. Таа не избрка никого од албанците во 100.000. Добро, многу од граѓаните на Грција изгубија работата. Многу од нив банкротираа. Па банкротираа, ама апсолутно не е проблемот спореден со Македонија. Зошто тие не ги бркат? Има и македонци што работат таму. Нашите Македонија толку мала, еве ќе дојде сезоната, барат работа од Црна Гора. Тој вика, јас сум најголем реформатор во... Зошто Црна Гора и Косово не идат да барат работа во Македонија? Зошто инвестиции има Косово повеќе? Зошто Црна Гора има 3 пати повеќе инвестиции? Зошто Албанија има? Немат ни еден министер без ресор за инвестиции. Кај се излага... Кај да ги најдеме овие луѓе да... Зошто ме прашувам, господин Харедини, ако ги нотиравте политичките, односно меѓуетничките проблеми, заради тоа рековте дека не инвестираат, само тоа ли е причината? Нестабилноста на државата, проблеми, начинот на владење, тоа што ги имаме такви, нотирани се тие проблеми на Македонија, правите правна држава, одвоите ги партијата од државата, правите независно судство,
И он тоа не го прави, jer тоа во тој случај не може ваков режим да биде на власт. Ајде и околу, кога говорите за политичките проблеми, ова е последното прашање околу физичката невербална расправија, туку физичката пресметка помеѓу ДУИ и ДП излезе од парламентот. Крајно време требаше тоа, за мене беше очекувано и добро е што се случи тоа. Тоа нема врска со... Што е добро што се случува уште 24 декември? Па видите, овој режим не може очигледно и да заробил државата, не е моја констатација. Констатација е на меѓународната кризна група. Значи, еден човек ја заробил државата, овој режим со нормални, познати стандарди, мерки, он не може да се менува со гласање. Че ти носи од Албанија, од пусте, звамо тамо, гласање. Тоа пишува впрочем и во извештаите на ОПСЕ и ОДИР, во која атмосфера се правени изборите. Овде очигледно сметката, пазарот меѓу Груевски, Сашо Мјалков и Тачи пропадна, краира. Тоа и не го знаеме. Тоа се прави во сферата на тајната држава. Тајната држава ја раководи друг, Тучедов. Тоа очигледно Тачи чекаше, на крај испадна од тоа ништо. Тие му ветиле дека ќе биде вака, ќе биде така. И тој, бидејќи разочаран од тоа, за да му прави сега штета, до сега го поддржуваше. 2012 остана во парламент, скандалот кога се случи министерот за финансии да ги избрка, да командува со специјалците. Нема време да се елаборира зошто стана тоа. Тоа заради буџетот, jer стасуваше за плаќање за врзницата. Иначе немаше никаков проблем буџетот да се компромис да се постигне. Меѓутоа, сега он му се соа, Тачи му се одмаздува на Груевски и го остава мало да слабне, затоа што он не му ги исполни ветувањата, тоа веќе тие услуги што му ги правеше до сега, од некња ќе престанат. Опозиција нема никаква, но тоа беше кој некаква опозиција, меѓутоа формално правно сега нема ни една, и таа сржба што ја имат меѓусебна лична, барем да ги тепаме мало и да... Тоа тепашка е тоа, иначе нема врска со буџетот. Од оваа причина. Лошо е за светската јавност дека пак со буџетот е проблемот. Никој не ги прашува албанските партии за буџетот, апсолутно. Откако Груевски ги обезбеди минимум 62 пратеника со помош на ДУИ. Тој очигледно мисли навечер, тепајте се ако сакате една недела, ќе ве гледам, на крај Трајковски ќе реши кој е за буџетот, отиде. Апсолутно не се фактор. Према тоа, тоа сакам и албанците, јавност албанска во Македонија да знае, дека нема врска со буџетот тепачката. Туку има со неисполнети ветувања и очекувања. Пазарите што ги прават сушика тамо вамо. Ви благодарам што ве сте гости.